Извршниот комитет на синотешната седница ги потврди оставките на претседателката на Унијата на жени Даниела Рангелова и на претседателот на Унијата на млади сили Лука Кржаловски. Тие остануваат и понатаму членови на партијата. Од ВМРО ДПМН појаснуваат дека според статутот, со прекинувањето на овие функции по автоматизам им престанува и мандатот на подпредседателите и генералните секретари на овие партиски тела. Извршниот едногласно го прифатил предлогот на екс-координаторот Драган Данев на негово место да биде Никола Мицевски, како човек кој може да застане на чело на пратеничката група. Партијата му се заблагодарува на Данев за несебичната заложба во турбулентните времиња за партијата. Инаку дел од членовите на извршниот комитет изненадени од содржините на оставките на функционерите, дека се повлекуваат поради антизападниот партиски курс на ВМРО ДПМН предводени од Мисковски. Вчера оставки си поднесоа и подпредседателката на Унијата на жени Лилијана Кузмановска и генералната секретарка Лилијана Затуровска. За мене се навистина изненадување, малку ми е несериозна ситуацијата. Знаете зошто? Затоа што и госпоѓа Рангелова и младиот Лука Кржаловски, кој што ми е многу драг, седеа заедно со нас на секој извршен комитет. Ниту еден од нив немаше ниту еден од оние аргументи никогаш спомнато или дискутирано што сега ги наведуваат во оставките, така што некоја виша сила. Најверојатно некој стои позади тоа. Од партијата велат дека синоќа извршниот комитет уште еднаш ја потврдил политиката согласно определбите од претходните партиски конгреси. ВМРО ДПМН е да остане на браникот на националните државни интереси, а тоа е не за промена на уставот со цел промена на уставното име, да се почитува јасно изразената воля на граѓаните на референдумот, дека преспанскиот договор е мртов и дека не смее да произведува правни последици. Партијата уште поцврсто ќе се спротивстави на штетните и погубни политики за државата и народот откако што велат криминогената власт предводена од Заев.